Да, знам. И јас мислев на друга тема ќе зборам денес, ама пошто 90% луѓето што го гледа и идолот му личеше како е вау, организирано, бабе шоу, безпрекорно. И не дека не беше, да се разбериме, то сето тој изгледаше на телевизија за мера, што беше голема организација беше. Ама не дека беше далеко беше од безпрекорно позади. И сега пошто начнавме муавет сите ги интересира. Или што би рекли инфлуенсерите популарно, на ваше барање. Од илјадници луѓе, двајца, тројца ќе му речат нешто, ќе на ваше барање, кое ваше барање, не знам, али добро, на моје нека. Секако овој период негде заврши приказната со идолот 2011 година. Таман уште тројде во правиме муавет и после ќе спаковаме и ја пуштиме таму во историјата негде нека си стои на јуто. А пред да го спаковаме прво ојме со шпица. Ајде батуле. Тога стигнавме минати опад. Да. Значи ги поминавме тие мини концерти и чуда и од 20 останавме 13 души. И тука ни рекоа пакујте парталите, ве носиме в хотел. И имаше луѓе што се буне, имаше луѓе што не. Ти како студент вака дојден од друг град си викаш топ, хотел не се буниме. Ти што деш муж ќе те пуштат па во некој студентски, не можеш да знаеш. Вака барем хотел каков е таков, чим не се бара кирија не е проблем. И влеговме во тој хотел, се сместивме цимери овај со онај со овај и ти велат утре савајле во 7 сато да сте спремни сите. И ти си викаш што ќе правиме во 7 сато савајле, знаеш кога е првиот гала концерт? Браво, си викаш мора ќе почнеме одма со спремање, то уживај батуле. Ти си така ќе седиш во тој хотел муфте? Не бе бате, какво муфте, какви бакрачи. Има си снимаш рекламчиња дур те држат носете и кои не те држат, пак ќе продолжиш да си снимаш. Да не претерам, мастери станавме за реклами бе брат. Како врвеше шоуто до при крајот таму штанцавме по 5-6 реклами дено. Вие не сте свесни колку треба за една реклама се сними и дека некојаш се глави по 3-4 дена или по недела дена за тие 10 секунди 20 ќе излезат на телевизија. Тие по 5-6 дено ги рендавме брат. Само нека врти парата таму кај други луѓе. Ние шо има везе веќе посејме тука во сопчето и молим лепо. Амам пати. Добро, сајде не е безич да не правиме така. Јас на пример си добив перниче. Перниче бе брат, што му плаќаш. Уште некој перниче мајче нешто таму капче. Што треба покеме сваќа? Ко пред избор. Чакмак тетрадче нешто ти се најди низ дома. Каси и нема везе. И зашо се деша? Ко што рековме минатата емисија. Одиш ти прат коса, те шминкат те средва, те облеква, одиш снимаш реклама, те враќат пак назад, одново, коса шминкалишта, а снимаш реклама бату. И сега ти велат ќојме да јадиме. И си вели ќути ќе одмориме, не одмарате бату, кај што ќе јадите треба снимите рекламче, ти што си мислиш јадењето така се дава? Аман пати бе, нема проблем ме сваќа. Ојте неколку души снимате таму, другите си јадат, си уживат, таман ќе седниш нама, вака ќе боцниш со вилушката таман да касниш. Ти вели станвајте, ајде побрзо мораме да одиме, имаме работа. Абе чекај да го касна овој стек, го гледам од преге лиги ми течат. Ајде ќе јадиш после, ајде станвај, земи го со тебе, нека ти го спакуваат, ајде одим. И сите одат си прат муавет на јадење, ти земаш, јадиш, одиш, седнуваш во комбето, се мрсиш, ти капи све на тебе. И кај стигнувате, па од почеток. Коса шминка, алишта рекламчи. Море си велиш јас ода за пари да го правиш, книжу пара ќе свртев до сега. Али добро, еве, добиваш внимание, вниманието со пари не се купува. Така. И сега ако гледаш така просто на работите, ако гледаш од парична страна, кој размислиш дека стотици спонзори плаќале за вие да ги рекламирате тука, дури да се работело за некои најсмешни суми, па се огромни суми во прашање. И тоа е факт. А по друга страна добиваш една платформа што технички вие поможувате да се изгради, ама добро. Битно добиваш платформа некаква од која можеш да научиш многу и да градиш многу понатам. И си велиш ќути батуле, ајде ќе снимаме, ќе тераме, само нека биди работа. И за проблемот е кога ќе речиш ќути ќе снимаме, ќе тераме, тој ќути го сваќат буквално луѓето и малце така. Колку поќе ќутиш, поќе ќе работиш, ама нема врска. Ајде, битна се работи. Џабе работи, џабе не седи, како викат стари. Сега до душа да бидиме реални. Ништо од то немаше да биди напорно и немаше да биди така, ако беше се во ред со ситуација. Не знам дали се сеќавате тогаш, ама имаше некои преписки, некои расправи, чуда со телевизијата, политички некои ствари. Да ви кажам искрено, јас не се сеќавам што беше точно, пошто јас со политика малце сум тах. Битно многу луѓе од телевизијата, вклучувајќи газди, чуда беа затворени, се дешаваја хаос и чуда, до толку што мислам дека идолот беше единственото нешто што дишеше живот во таа телевизијата во тој момент. Добро, идолот и лисијата паѓаат, ама нема врска. И кој размислиш дека во такви услови се деси еден таков голем проект, стварно е за пофалба муабето, нема збор. И ќе беше многу полесно и за нас, и за нив, и за сите ако се функционираше како што треба, ама ете така беше што беше. Животот ти ги дели картите, ти мораш да ги играш, тоа е. И добро, снимаш реклами, и иди четврток да речиме, доснимуваш
одоснимаш дента и вечерта ојте да пробвате песни да одбирате. И велат првата гала вечер ќе биде во чест на Тоше Проевски. Како што и треба да биде. И ти си викаш супер, барем од Тоше има песни, го сагаш, преубе песни има за пеење. И ојте да одбирате песни, ти му велиш јас сакам да пеам Громови на душа. Не може. Како бе не може? Не може Громови на душа ќе пеј тој и тој. Добро, тоаш да пеам Тајно моја. Не може. Тајно моја ја чуваме за тој и тој. Аха, добро. И си редиш песни така, си редиш и сваѓаш дека уствари ти немаш некој избор реално. И на крај викаш добро јас што да пеам. Дај да направиме нешто од поновите негови тога. На пример Боже чувај од зло. И за тука имаш не знам, шо знам, бендот дали ќе сака да видиме што ќе биде, како ќе биде. И си викаш добро, ај да видим. Во меѓувреме ти дават некои други предлози, ти ова да го правиш, она го прави. Ти му викаш не, аз сакам ова песна да пеам. И добро, на крај видовме, не видовме, та песна ќе ја пееме. И сега му викам само оригиналниот тоналитет не ми одговара, ако може малце да ја подспуштиме, пошто многу ми е висок. Да подспуштиме тоналитет? Мислам да спуштиш тоналитет за музичар е ништо. Добро, има одредени инструменти кај што менва кој тоналитет како ќе би, ама во основните инструменти што се свират по бендој не менва. Ама не, тука ќе изгуби музиката, ќе изгуби. Ништо нема ништо да изгуби. Арно, ама ете тоа. Некои луѓе едноставно си имат зацртано дека некои тоналитети мора да бидат, а некои не сме да бидат. Не знам зошто. И ќе те убедва. Ама не, поубо лежи вака ако се развикаш горе, ако ова она. Мора се развиквам секој ден, снимаме, збораме секој ден, правиме 300 глупости, не можеш, разбираш. Јас разбирам дека една песна пеам вечерва, ама се захтевни песни. И ти како сагаш сврти на крај, пак ќе ти биде некој повисок тоналитет, па ти думај му се дали ќе стигнеш висините или не и како ќе ги испеш и така натаму. И на почеток то ти е чудно, пошто си музичар и пошто знаеш дека ако не можеме од тука ќе фатиме од тука песната, не е страшно. Ама со тек на време сваќаш дека не е само музиката во муабет. Тука има многу други фактори што влијат на тоа што ти ќе пееш и од кај ќе го пееш и како ќе се представи. Пошто како што е нормално, на некој му тргнува работата побрзо, на некој му тргнува побавно, ама на сите ни тргнува некако, така. Сите сме во тоа заедно и баш си се дружевме луѓето што бевме дел од приказна. Арно, ама за да има тензија, луѓето сакаа сите да бидиме тука некаде за да се дешава нешто цело време, ме сваѓаш. И тука влегваш во игра таа виша сила што ја викам. Не можеш оваа песна да пееш. Еден ти вели оти бендот неки да свири или не може да свири, одиш го прашваш бендот ти вели нема врска, никој не ни спомна песната. Друг ти вели не можеш ова да облечиш, треба да облечиш она, трет ти вели не знам шо и така. А па за алишти за такви работи ич муавет да не правиме. Само си ги поздравам јас стилистите и со нив имавме одлична дружба иако се немаме видено со повеќе од 100 години, ама тогаш имаше некоја обсесија за оние тесните панталони, ага стегнати, напикани во нозете што стојат. Мислам ден денес си носат луѓето така, ама тогаш почнуваше приказна. И ако мене ми чинат панталони да речиме не знам 34-ка, карикирам, не знам како стоат бројките, ти му велиш 34-ка, тој ти носи 28-ка, овие пробај. Море не ме бери, не можам, не влегва во ногата, разбираш? Ако супер! И го клаваш вака распетлано, стегнато со каиши, со чуда, само за да стои тесно на ногата. Не знам оте, ама никогаш сум некел такви стегнати напикани работи во, ама добра е. Секој со среќа. Мислам дечките одлична работа си завршија, нема збор. Ден денес сите си работат како стилисти, а има некои работи што едноставно мене не ми прат ке. Оти јас сум тој што ќе треба да излези на сцена таму и не ќе можам да одам пошто вака ми се залепени нозете во тие малите панталони. Може да сакам шпага да направам, немам шпага да направам, може да сакам нешто да направам, панталонат. И ти сакал или некил ке стоиш стегнат батуле, тоа е. Уште колку муавет има на тема. Ма немаме толку време. Сега имаме време да направиме малце од Боже чувај од зло, за со песна да ве испратам вака, да ви ја почнам неделата со песна. Па здравие, наредна епизода ќе ги доправиме муабетите, ќе иманиме другите песни, ќе видим. Битно ви останете ми со здравие, имајте одлична недела и Господ нека ве чува од зло. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чувај ја од зло, да нема никој свој, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Боже, чувај ги сите од зло. Парарана.